Македонија има се помалку домашно производство на храна и она што го има, добар дел заминува надвор од земјава зашто според земјоделците било далеку подобро платено за разлика од кај нас. Иако власта се фали дека земјоделството цвета, сепак сликата од терен е дека нивите остануваат пусти, зашто нема кој да ги работи. Иселувањето, односно напуштањето на руралните средини, ниските откупни цени на производите добиени од фарма с големените трошоци и еден куп давачки придонесуваат за конкурентен пат на бројот на говеда во земјава, а со тоа се намалува и производството на месо во нашава земја. Капак на се е новата владина мерка за намалување на царинските давачки за увоз на зеленчук и овошје, која најде на критики од страна на земјоделците кои работат со последни сили. Сметаат дека граѓаните ќе купуваат поевтина храна од соседството, но за жал со лош и сомнителен квалитет. И покрај се, министерот за земјоделство е оптимист дека ќе биде подобро. Да не се откажат производители, туку да ги задржиме. А секако и дека секогаш ќе има и извоз и увоз. И тоа секогаш било и тоа пак ќе остане. И ќе повторам 100 пати кога ќе ме прашате дека пиперките, доматот, краставиците, најголемото македонско производство кој што треба сите да се гордееме, да го рекламираме, што е бренд на државата, е 3 пати поголем извоз во овој период и токму затоа не дозволиме да се намалат царините од 65 на 10, за да нели како што вие велите бидат преплавени пазарите или маркетите со други производи. Македонските производители и земјоделци се соочуваат со високи трошоци и најавуваат на тамошен раст на цените, ако не се преземат сериозни мерки со кои би се помогнале домашните земјоделци и сточари. Јавноста прашува како е можно кромит и пиперки да увезуваме од странство, а ние нашите да ги извезуваме во соседството. Увозните давачки од 65 сега се намалени на 10% за оризот, брокулата, карфиолот, морковите, теквичките и кромидот. И тука и за извоз. Пак да повторам за да се разбереме. 3 пати поголем извоз на македонски пиперки, на македонски краставици и на македонски домати имате во следните 2 месеци. Мислам дека тоа се факти бројки кои што се читаат. Многу се лесни. И домашните производители се задоволни од целокупната поддршка која што имат од државата. Некој печали врз нивни грб, тоа се трговците по големите маркети, затоа беше прашање. Затоа веројатно владата носи одлука за ограничување и на маржите. Експертите предупредуваат дека времето на ефтина храна помина, а највисоката точка на кризата со храна доправа се очекува. За тоа да се ублажи, државата мора сега и веднаш да ги покачи платите со цел граѓаните да живеат подобро, а не уште повеќе да тонат во сиромаштија.